Жители на Облешево излегоа на протест поради уништувањето на цевките од постојниот водовод во населбата и поставувањето други на нивно место. Велат дека пред 12 години тогашната локална самоуправа изградила водоводна мрежа, но и покрај ветувањата водоводот никогаш не профункционирал. Сега низ населбата повторно се копа за да се постави друга инсталација, што ќе биде поврзана на градскиот водовод од Кочани. Облешевци се револтирани што се прават нови трошоци, иако во 2004 година од државниот и општинскиот буџет се потрошиле околу 230.000 евра за истата намена. Ја не знам како не се зема на одговорност, ни збор не се кажува дека ќе земе на одговорност кој подпиша дека е водоводот успорна состојба и се чече лента, попови вика прицимаа таму као приводен водовод, зимаа црева под хидрофор, пуштија водата у паркот да тече, се чече лента, туа првија прослави, фактички ни еден саат не е работил водоводот. Сега наново се копа, еве ќе видите цевките, се упропастува, а на одговорност не се зема за оваа штета. Жителите кои излегоа на протест рекоа дека со години чекаат да добијат пристојна инфраструктура и нормални услови за живот, но ветувањата за тоа досега не се реализирале. Кој нека да има водовод? Ние сите имаме бушотини со вода, имаме септички јами, ние имаме канализација со главни водовод имаме. У 21 век. Зашто не е профункционирал, а се дадени 14 милиона денари за тај исти водовод да профункционира. А улиците се ни ископани, оштетени асфалто, ние се мачеме да пројдеме по нив, кога заврне една капка дожд, ние веќе газеме у кал. И тоа што го имаме го изгубивме. А овај постојајќи водовод фактички е затрупани пари у земја. Во локалната самоуправа на Чешиново Облешево потврдуваат дека цевките од претходниот водовод што не профункционирал сега се вадат, а на нивно место се поставуваат нови. Причина за тоа било што недостасува техничката документација за тогаш реализираните градежни работи. Исто така, стручните испитувања покажале дека поради начинот на изведба и од поплавите во изминатиот период, постојната инсталација не одговара на сегашниот проект за поврзување на градскиот водовод. Бил даден совет да се постави целосно нова мрежа за во иднина да се спречат дефекти и оштетувања. Инаку, општина Чешиново Облешево подпиша договор со Министерството за финансии за подзаем од проектот за подобрување на општинските услуги. Средствата во висина од близу 20 милиони денари ќе се отплаќаат во наредните 13 години, при што е добиен грејс период од 3 години. Со нив треба да се реализира поврзувањето на населените места Облешево, Чифлик, Чешиново и Уларци на градскиот водовод од Кочани, од каде треба да се обезбедат вкупно 10 литри вода во секунда.